И сега замислите вие невозможна една ситуација, како што беше. ВМРО, ДПМН и ДУИ се договорија. Што мислите, која е цената која што уште не е испорачана? Македонија не смее да влезе во предредни избори заради некои политички пресметки, а цената да ја платиме со националните интереси. Јас дозволив можност дека минатите предредни избори, мислам дека и го кажав овде со вас исто, за мене се оправдани и верувам дека затоа се случија, да немаше друг начин владата на Груевски да одговори на притисоците од меѓународна заедница да го промениме името со поддршка на опозицијата и сите тие тамо платени структури со парите од Грција што тоа го прават. И едноставно најбрилјантно, најинтелигентно одговорот беше да нема кој да направи предавство. Во случај на избори нема кој да ја предаде државата. И мислам дека купивме драгоцено време, дека ситуацијата не е толку лоша, иако се настојува да се прикаже дека во континуитет е исто критична. Мислам дека Македонија излегува полека од оваа притесната ситуација и се согласувам со сите оние кои што исто така во последно време, као да сме се договарале, повикуваат да се издржи и дека времето само ќе донесе позитивен епилог за Македонија. Еве, вие сами кажавте, има во најава одлагање на датум. Во кулуарите, кружат спекулации, кога и како ќе биде. Прво беше пролетата, се премести сега во септември, може би септември ќе го поминеме, но така е во моментот. Се зборува, такви опции постојат, но се преиспитуваат. Може би такви позитивни најави не може да станат стварност затоа што не сме доволно енергични да покажеме дека сме држава која што може сама за себе да се грижи, дека не сме товар за нити за соседите, ниту за пошироко во регионот. Исто така нели се зборува и во однос на името дека со привремената референца може да влеземе во НАТО. Тоа би било супер. Затоа што подобро е една нелогична референца отколку промена на било што во името. Затоа што на крај, ако при крај нашиот разговор, сакам да кажам дека територии можат да се губат и да се добиваат назад. Но ако го изгубиме идентитетот, тоа е крај. Тоа македонскиот народ не ни размислува. И тек тогаш ќе се јави радикализација, ако се изгуби довербата дека ова влада и се дозвола да води игра, но ја има црвената линија и оној момент, ако дојде во таква една непосакувана позиција, отворено ќе кажат ова е вистината и тогаш народот ќе покаже на оние кои што треба да влијаат во нашата судбина, да се респектира таа желба Македонија да обстои, македонците да обстојат, името да остане, идентитетот да остане. Кога и да се случат изборите, дали ќе бидат на есен или следната пролет или есента потоа, Демократската партија ВМРО ДПМН простете ќе оди самостојно на избори. Ќе одиме на избори и овој пат, бидејќи стануваме свесни дека имаме поддршка, пак доказ, бидејќи ништо не зборувам, а кажав приказни, последните локални избори, без финансиски средства, без вистински кампањи, имаме 30.000 гласови, 12 советнички мандати, подобар резултати имаме од НСДП, подобар резултати имаме од ПОДЕМ, подобар од СДУ на Еленовски, подобар од настојан партијата. Па, ние сме подобри од скоро сите средноголеми партии, а не убедуваат дека не нема или дека сме мала партија. Македонскиот народ има право да понуди можност за ново прераспределување на политичката моќ во оваа држава. Господине Голубовски, јас ви благодарам многу на гостувањето. Се надам дека во следното ќе ни кажете за некоја стратегија, платформа која што ќе биде насочена за решавање на економските прашања на македонскиот граѓанин. Претпоставувам, се надевам дека името и како и да заврши ќе биде веќе абсолвирано, за да се посветиме на она што значи вистински животен стандард и животна среќа за граѓаните. Сакам исто возвратно да ви заблагодарам и мала злоупотреба ќе направам со една реченица. Бидејќи немаме други можности, би сакал да соопштам на јавноста во Битола, на нашите симпатизери,
дека отвараме еден своевиден конкурс, сите оние кои што сакаат да подржат една ваква програма, може да се јават во партијата на контактот на веб страницата. Сакаме да имаме еден добар председател кој што ќе го избереме од оние кои што ќе се јават и еден комитет кој што ќе може да понесе таква одговорност и да се подготви овде во Битола партијата за наредните избори. Значи со повикот за конкурсот за избор на председател на Општинскиот комитет на ВМРО Демократска партија, ја завршуваме оваа емисија. Се надам дека оние кои што не гледаат ќе се пронедат, ќе имаат своји апетити или своји мислења, дека можат да бидат начело на битолскиот огранок и евентуално да ви помогнат во нешто значи реализација на сите ваши програмски цртани цели. Ви благодарам уште еднаш многу. Ви благодарам исто. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашното издание на ТВ Објектив. Во него гостуваше председателот на ВМРО Демократска партија господинот Владимир Голубовски. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Орбис.